Околу 650 милиони луѓе ширум светот се справуваат со обезност, а секој трет македонец го има овој проблем кога станува збор за дебелината, но она што загрижува е дека се почесто овој проблем се појавува и кај детската популација. Дополнително зимскиот период и празниците што од денеска практично започнаа и следат, влијаат за зголемување на телесната тежина кај голем број на луѓе. Утрово на оваа тема разговараме, како што најавивте, со доктор Гордана Марковиќ, доктор на науки за храна и нутриционизам. Докторке, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Колку храната што ја конзумираме за време на зимскиот период и за празниците може да направи дисбаланс во организмот и исто така да наштети врз здравието на луѓето? Па може многу. Значи, еден факт кој што е статистички, например, ние имаме најмногу пациенти во јануари, крај на јануари и февруари, и април-мај добро се спремаат луѓето за плажа, но, значи, статистички овие месеци имаме најмногу пациенти кои што се решаваат дека треба да слабеат или да превземат нешто во врска со нивната тежина. Но, разликата е во тоа што пациентите кои што доаѓаат во јануари и февруари, значи во зимските месеци, доаѓаат со едно тешко пореметување во крвната слика, што значи дека сите овие празници, слави, кои што се преполни со храна, лошо се одразуваат на нашата здравствена состојба, на нашата крвна слика, во смисол на покачување на масти и шеќери и нормално покачена телесна тежина. Така, на што не сме да се заборави кога станува збор за празниците и како да се воспостави контрола во исхраната? Значи, нешто што јас секогаш ги советувам моите пациенти е дека на слави се оди сит. Значи, тоа е тоа што треба да не го заборавиме. Односно, треба да не заборавиме дека количината која што ќе ја изедеме од храна или на славите треба да биде умерена, треба да биде мала, поготово ако имаме 2-3 слави во еден ден. Значи, совете дека на првата слава треба да се јаде салата и пред јадење, на следната главно јадење, на следната десерт, не на сите 3-4 слави да има од сите по нешто. Значи, клучно е количината на храна. Така. Многумина обезноста ја препознаваат како естетски проблем, но во суштина позначено е дека обезноста е причина за голем број на здравствени проблеми. Колку обезноста се одразува врз здравието? Многу. Значи, еве, како што кажав, статистичките разлики на пациентите кои што доаѓаат во јануари, февруари и јуни ни зборува дека храната не само што има одраз на гојазноста, на обезноста, туку има одраз поголем и позначителен на нарушувањето на здравието на пациентите. И знаете како, секоја прекомерна храна или неправилна храна во смисол на храна богата со масти и шеќери, на крај ќе дојде на наплата, односно ќе си го земе данокот. Колку сме помлади, нашиот организам има толку повеќе витална сила да се справи со некои наши грешки во исхраната, дали се однесува на прекомерна или погрешна храна, но има повеќе витална сила да се справи со тие грешки. Колку повеќе старееме, толку повеќе се губи виталноста на организмот и организмот се потешко се справува со тие грешки, па тоа ќе ни се покаже, значи, во однос на некаква диагноза или на крвната слика. Докторке, од вашето долгогодишно искуство, дали се лекува обезноста и има ли спас од неа? Секако дека има. Значи, 21 век сме, да, се повеќе и повеќе имаме се покалорична храна, се повкусна за волја на вистината, но од друга страна како што се развива, значи, прехранбената индустрија со се повеќе шеќери, масти, повкусна, од друга страна исто така и медицината се развива, нутриционизмот се развива, така да имаме
во денешно време многу методи кои што може да ни помогнат да се справиме со гојазноста. Исто така постојат храни кои што треба да ги задоволат сите наши нутриенти кои што ни се дневно потребни, а имаат ниска калорична вредност и ако нели сме во рацете на некој кој што ги разбира сите тие работи, тога секако дека има спас. Така, доктор Кепораката ја кажавте во првото прашање дека треба да се внимава што да се консумира кога одиме на слави, особено во зимскиот период, кога луѓето почесто се во своите домови и при тоа грицки и разни други храни што може да наштетат врз телесната тежина. Ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето ова утро во Македонија на утро. Ви благодарам јас на вас и значи клучно е рековме количината на храна која што треба да се одреди и да се изеде на сите овие празници и слави. Благодарам. Разговаравме со доктор Гордана Маркович, доктор на науки за храна и нутриционизам, а наша тема беше како храната што ја консумираме за време на зимскиот период, особено на празници, може да влијае врз покачувањето на килограмите кај луѓето. Студио?